Добро утро, ова се минутите во кои што зборуваме за некои спортски теми во денешното издание на утрински брифинг. Јас би сакал да го започнам со тоа што ви го прашал Сашо. Ордановски, знаеш кој е единствениот клуб кој што во Македонија му има понудена работа на врвниот Жозе Мориньо? Фудбалски клуб. Фудбалски клуб. Па предпоставам Реал Мадрид од Струмица. Реал Мадрид од Струмица не. Знаеш ли кој клуб всушност Рома го има прогласено за клуб на денот? Не знам. Има клуб кој што ја пецна Арена Спорт да пренесува неизин натпревар, се работи за клуб кој што игра во втората фудбалска лига во Македонија. Да, функционира и втора лига во Македонија. Така, фудбалскиот клуб Осогово. За таа намена ќе зборуваме со секретарот, генералниот секретар на фудбалскиот клуб Осогово, Симеончо Стоилков. Добро утро. Добро утро. Вака интересно делуваат овие информации, па Симеончо би прашал дали за вакви најави, за ваков имидж на фудбалскиот клуб Осогово стои една голема машинерија. Па да, за целиот проект ГФК Осогово стоат управа која работи на волонтерска база, пред се млади момци кои од љубов ја работат оваа работа. А кога се работи за настапите во јавност, преку Facebook, преку Twitter, преку YouTube каналите, бидејќи ретко кога еден фудбалски клуб, особено од помалите рангови, може да си ги дозволи ваквите, нели, пред се, ајде да речем, финансии кои што ќе се грижат за имиџот на клубот. Како го прави фудбалскиот клуб Осогово? Стои ли голем тим за сето? Да, како што реков, стои поголема група на луѓе кои се грижат за целата управа, конкретно на Осогово, но и за пиар тимот. Како што напоменав, сето тоа го работиме на волонтерска база и водени сме од едноставна љубов кон клубот. И што ако прифаташе Мориньо да дојде кај вас? Па тоа беше само еден пиар потек за кревање на дополнително на популарноста на клубот. Да, доста популарен, еден од најпопуларните клубови, особено и при неодамнешното направија промена на тренерот, па беше представен како пола Анџелоти, пола што беше? Симеончо? Па не се сеќавам точно, пошто има други дечки што го водат Twitter профилот, но во секој случај беше интересно и привлече дополнително внимание. Јас имам пријатели во Британија, Симеончо, Сашо Ордановски овдека седам со колегата Чаловски, се разбира. Имам пријатели во Британија кои што сите тие живеат во Лондон, колеги новинари и така натаму, меѓутоа сите тие се жестоки поддржувачи на клубови од втора лига, на пример Оксфорд Юнајтед, имаме пријател кој што со синот е онака, значи се е во ред Ливерпул, Манчестер и така натаму, меѓутоа сите тие имаат локални тимови кои што си ги сакаат, со кои што живеат, умираат, патуваат не знам колку километри да ги видат и така натаму. Дали е тоа слично и кај вас исто, Симеончо? Имате ли луѓе кои што без разлика на сите светски фудбалски собитија и така натаму се заљубени во локалниот клуб, макар и од втора лига? Да, точно. Значи, кај нас, додека не беше оваа забрана, на секој натпревар имаше над 500-600 гледачи на некој прочен натпревар. На дерби натпревар имавме и до 2000. Верувајте сега колку имаме проблем, доаѓаат луѓе што мора да ги враќаме од влезна врата на стадионот поради почитување на ковид протоколите. Има верни навивачи на клубот што, ако верувате, оваа полусезона одеа и на гостински терен и од локални ридинки, падини, огради се обидува да го гледат надпреварот во живо. Значи има ептен локал патриот дечки што го сакат клубот и што навиваат во било какво време. Така, според информациите, стадионот каде што игра фудбалскиот клуб Осогово собира дури и до 5000 гледачи. Да, токму така. Па 5000 гледачи немало на репрезентативен напред. Немало ни на фудбалски надпревар во прва лига. Симеончо, кои се амбициите на овој фудбалски клуб кој што, патем за оние кои што не знаат, потекнува од Кочани?
игравте во третата по ранг фудбалска лига минатата сезона, сега сте во втората лига. Во втората лига последниот надпревар од оваа прва полусезона ја завршивте со една добра седмица. Им дадовте 7 гола на, не се сеќавам точно која екипа беше, меѓутоа им дадовте 7 гола на гостински терен. Какви се амбициите за годинава? Има ли сила да се влезе во првата лига? Прво ќе поправам, минатата сезона исто игравме во втора лига, која се прекина. Добре, јас се извинувам. Амбициите на клубот се да обстанеме. Значи, ние не се залетуваме, сакаме првично клубот да го стабилизираме во еден стабилен второлигаш. Што е неопходно за да клубот остане во втората лига и биде повеќе сезони во втора лига, а потоа да гради амбиција за прва лига? Значи, прво и основно се финансиите, нема да се лажеме тука. Второ е да се направи база на домашни играчи. Значи, нешто што ние како управа веќе последните 3-4 години како сме во клубот, максимално се вложува во младинските категории со цел да се направи домашна база на фудбалери. Симеончо, кога зборуваме за тимовите од втора лига, особено имаат соработки со клубовите од првите лиги кои што им ги испраќаат на позајмица, како се вели, некои од своите понадежни фудбалери. Се прави ли тоа генерално во втора лига или барем во клубот во кој што сте вие? Па да. Значи, ние вака имавме играчи од работнички што беа позајмени, играчи од Силекс, играчи од Академија Пандев, значи имаме соработка со грото клубови од прва лига. Така, и потоа имате некаква база во која што гледате каков е напредокот на вашите играчи, па можеби има шанса и за заработка да се продаде играч во првата лига, тоа да повлече финансии за самиот клуб? Па, токму пред некој ден исто го разговаравме со луѓето во клубот. Во овој момент, вчера и денес играат младинските селекции на Македонија до 21 и 19 години. Пријателски. Во овие селекции имаме наш член Методија Велковски, кој е голман, актуелен член на Осогово, и уште двајца фудбалери кои во минатото беа дел од нашиот клуб, а сега стигнаат до репрезентациите до 21 година. Добро, втората полусезона што е она што е главна амбиција на Осогово, да остане во втора лига? Да, тоа е амбицијата и да бидеме во средината на табелата. А особено последниот надпревар веројатно ви дава некаква поголема надеж со оглед на тоа што, како што реков, забивте една седмица кај противниците. Па да, формата како одминуваше полусезоната, идеше во една нагорна линија и може да кажеме дека сме задоволни како заврши првата полусезона. Мене ме интересира, Симеонче, ако смеам при крај на разговорот да прашам, колку е всушност годишен буџет за еден клуб како што сте вие? За колку пари станува збор од прилика? Не ме интересираат деталите на таа приказна, ама ние што не сме баш така, да кажем, запалени следбеници на фудбалот, особено во пониските лиги, ја, например, не можем да разберем за колкава операција станува збор. Колкав е годишниот буџет? Значи, во зависност од амбициите, дали клубот ќе се бори за прво место, дали за опстанок, верувајте, за нас е една тешка година поради актуелната ситуација. Секој денар е вреден, но пазарот ги диктира цените. Значи, зависи за колку буџет ќе располага клубот за да направи ростер на екипата. Добро, колку се тоа? 50.000 евра годишно ви вршат ли работа? Тоа е некој минимум што е потребен за да почне сезоната. А за да се влезе во втора лига, 100.000 евра вршат ли работа? Над таа цифра. Добро. Учествуваат ли локалните власти, учествуваат ли локалните компании со помош во клубот? Па, така. Значи, има некој интерес, но тој за да бидеме реални е многу слаб.
Збориме за локалните компании. А за локалните власти? Тие одвојуваат една сума, но знаете како, секогаш е малко. Но се надеваме на по-добро утро и во следната година со поголем буџет и со исто така тоа ќе значи и поголеми амбиции. Симеончо, сигурно дека и ФК Соколово со својата машинерија во позадина заслужува да би била барем интересна во првата лига. Јас ти благодарам на одвоеното време секако и не се сомневам дека во светот постојат и клубови кои што имаат и многу послаб имидж, а се во некои од првите лиги. ФК Соколово беше во центарот на вниманието на Рим, односно на Рома, беше во центарот на вниманието на Лион во Франција и уште неколку такви светски или барем европски признанија. Продолжите да го правите тоа што го правите така како што го правите на дечките кои што работат на имиджот на клубот во Кочани, веројатно треба да им се стави и споменик. Ти благодарам. Ви благодарам и како што кажа уште една сето тоа го правиме на волонтерска база и од љубов кон клубот, а со цел да го доближиме клубот до навивачите како во нашиот град, така и во нашата држава, но и пошироко. Ти благодарам уште еднаш.